Драги браќи и сестри, да ја започнеме ова неделна утренска богослужба со песната број 292. Песна број 292. Слушнав дека ме люби Исус, дека кон мене е милостив. Знам на вистина тој дојде овде да ме спаси од сигурна смрт, од смрт, да ме спаси од сигурна смрт. Целата песна. Дека ме люби Христос, дека кон мене милостив, знам на вистина тој дојде овде да ме спаси од сигурна смрт, од смрт, да ме спаси од сигурна смрт. Isus vence od nebesen tron, umre na krsto sam, da me spasi od služba na krsto večera splan. Krvta nevina ja prolea, сега знам дека за мене умре, дека за мене крвта ја пролеа. Da me spasi od služdam sa većem dom na nebo, a tebe mi teke zamlina, сега знам дека на него горе има славен дом за мене кај Бога, има славен дом и за мене. Dojde, za
за победа над грехом и за чудесни душата. Сега знам дека победа имам. Не сум повеќе јас роб на грехови. Не сум повеќе роб на грехови. Дойде до мене, дойде за мене. Исус ме взел небесен трон, умре на крстоса, да ме спаси од суд. Ке станеме да му благодараме на Бога. Господи и Татко наш небесен, Ти благодараме за овој неделен ден, за ова нова прилика да се собереме заедно околу Словото Твое, во домот Твој, како духовни деца Твои, да исповедаме нашата вера и да кажеме секој од нас поединечно дека Ти дојде и за мене. За мене лично, Господи, дојде за да бидат простени и моите гревови. Ти благодараме, Татко, што Ти најде начин како да не приближиш кон себе. Иако ние бевме грешни и недостојни, но ете Ти заради нас го жртвува својот единороден син, да стане жртвеното јагне за нас и за целиот свет. Господи, помогни многу луѓе кои не Те познаваат да Те познаат, да дојдат при Тебе. Ти, Господи, имаш разни начини како да ги доведеш. Ти можеш да ги доведеш. Господи, молам Те, просветли ги. Сега биди со сите браќа и сестри соберани во домовите Твои насекаде по светот, каде се собираат во името на Господа Исуса Христа, Твојот возлюбен Син, а нашиот Спасител, за да исповедат верата своја слободно, без страв. И фала Ти за таквите прилики што не ги даваш. Фала Ти што го одржуваш нашиот земален живот, и ето ни дава здраве и се што ни е потребно за да обстануваме на оваа земја. Господи, Ти си наш Татко Небесен, кој се грижи за нашите потреби, и телесни, и духовни. И сега, Господи, дојдовме да се нахранеме духовно. Знаеме дека Ти секогаш имаш припремено духовна трпеза за нас. Помогни, Господи, да дојдеме со љубов и со благодарност кон Тебе, да се поучиме од Тебе, да го слушаме гласот Твој, да Ти се покоруваме, да Ти се поклониме, да Те славиме, да Те обожаваме, бидејќи Ти сето тоа го заслужуваш. Се оставаме во Твоите таткови љубезни раце, во името на Исуса Христа. Амин. За ова богослужба ќе го имаме текстот од Словото Божјо запишено во посланието на апостол Павле до Галатјаните, 5 глава, од 1 до 4 стих. Галатјаните, 5 глава, од 1 до 4. Словото Божјо ни вели вака: Стоите во слободата со која Христос не ослободи и не се поддавајте пак под робски јарем. Еве јас, Павле, ви велам, ако се обрезувате, Христос ништо нема да ви помогне. А му сведочам пак на секој човек што се обрезува, дека тој е должен да го почитува целиот закон. Вие, што посакавте да се оправдувате со законот, го изгубивте Христос, отпаднавте од благодат. Толку од Словото Божјо. Сега предлагам да испееме втората песна, предвидена за оваа богослужба,
Песната број 326. Песната 326. Се му предавам на Исус од срце доброволно. Немо вечно ќе му служам, за него ќе живеам. Се ти предавам на тебе, мој Спасител мил, се ти предавам. Се доброволно, нему вечно ќе му служам, за него ќе живеам. Се ти предавам, живота му посветам. Се ти предавам, се ти предавам. На тебе, мој Спасител мил, се ти предавам. Се му предавам на Исус, сосем него станувам. Божи, да ме води, сиренота чувствувам. Се ти предавам, се ти предавам. На тебе, мој Спасител мил, се ти предавам. Се му предавам на Исус, си се предавам. Најмаше Бог силна, Господ подари. Се ти предавам, се ти предавам. На него Спасител мил, се ти предавам. Амен. Така да биде. Се да му предадеме,
на Господ Исус Христос, кој е нашиот мил Спасител. Со Божја помош ќе продолжиме да го проучуваме посланието од Галатјаните и еве сега стигнавме веќе до 5 глава. Од 5 глава, 1 до 4 стих. Од првиот стих гледаме која била причината апостол Павле да го напише ова послание. Стоите така во слободата, со која Христос не ослободи, и не подавајте се пак под робски јарем. Е неговата порака кон галатјаните, а и кон нас. Верните од црквите во Галатија биле излажани од лажните учители, дојдени од Јудеја. Тие им го наметнале Мојсеевиот закон како услов за спасение. Како резултат на тоа, тие ја изгубиле радоста што произлегува од Христовата слобода. Сите верни имат слобода, базирана на тоа што го направи Исус на Голгота. Но ако верните не уживаат во таа слобода, тогаш Христос не може да ни помогне. Христијанската слобода ни е дарувана од Христа, а ние треба да ја прифатиме и да се препуштиме во Христовото водство. Тој ни порачува вака во Јована 14:1. Да не се плаши срцето ваше. Верувајте во Бога и во мене верувајте. Во Јована 16:33 вели: во светот ќе имате маки, но само не бојте се, зашто јас го победив светот. А во Матеј 28:20 вели: јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Не плашете се, јас сум со вас. Колку прекрасни ветувања ни дал и ни дава Господ Исус Христос на сите нас. Но и покрај тоа ветување, ние често пати се плашиме. Не сме слободни, се притеснуваме. Ја губиме верата во Христос, во Неговото водство, во Неговата грижа за нас. Тоа е исто како да се возиме во кола со која управува Христос. И наместо да се радуваме на Неговото сигурно управување и да уживаме во возењето, ние се плашиме. Зошто да се плашиме, кога сме во сигурни раце? Нема потреба. Тоа се случило со галатјаните. Ја изгубиле радоста, сигурноста, слободата во Христа. Така и со нас често пати. Христос ни ја дал слободата, а ние не знаеме да ја цениме. Да се препуштаме во Неговите раце и да уживаме. Не требаше ли Израелот да ја цени слободата од египетското робство со која Господ ги ослободи? Не требаше ли тие да се радуваат? По патот да се веселат, да пеат од радост? Како што вели Бог: видовте што им направив на египјаните и како ве донесов овде при себе, како на орловски крилја ве носев. Требаше тие да се радуваат. И Бог тоа го очекуваше од нив. А тие на секој искушение паѓаа и велеа да се вратиме назад во Египет. Стоите така во слободата со која Христос не ослободи и не се подавајте пак под робски јарем. Галатјаните порано биле идолопоклонци, биле робови на гревот, биле духовно слепи и заробени. Потоа Христос ги ослободил. Покасно дошле некои јудејци и им го наметнале јаремот на законот. Кога Христос некој го ослободува од еден јарем, не му става друг јарем. Христијаните се слободни луѓе. Верните имаат слобода од законот, од совеста и од тиранијата. Голема тиранија е кога човек се обидува да го заработи своето спасение. Тоа е само измачување. Некои многобожци дури ги жртвувале своите деца
за да би ги умилостивиле нивните богови. Тоа Бог од нас не го бара, туку нашиот Бог толку многу не засака, што го даде својот собствен единроден син да биде жртва за нашите гревови на крстот и да не спаси и да не ослободи. Во Римјаните 6 и 7 глава апостол Павле зборува за робување на гревот и на законот. Во Римјаните 8:3-4 вели: она што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото, го изврши Бог, испраќајќи го синот свој во тело слично на телот од гревот, и поради гревот он го осуди гревот во телото, за да се оправда законот во нас, кои живееме не по телото, туку по духот. Телесниот човек не може да го исполни законот. А ако Христос живее во нас, тогаш ние индиректно го исполнуваме законот. Слободата што ни ја дава Христос не е само ослободување од осудата и од робувањето на законот, туку тоа е живење по дух и носење на јаремот Христов. А кога живееме по дух, тогаш раѓаме духовни плодови и го исполнуваме законот Христов. Да се биде слободен не значи да си беззаконик, туку исполнување на Божјата волја со помош на Светиот Дух кој живее во нас. Слободата што ја имаме не сме ја заработили, туку ни е дарувана од Христос. Сами не сме се ослободили, туку Христос не ослободил, плаќајќи голема цена за тоа. Катастрофална грешка е сами да се враќаме во робство, од како сме ослободени. А има такви луѓе кои паѓаат во робство затоа што биле измамени. Кога некој ќе стане христијанин, тоа не значи дека сега може да прави што сака, да биде криминалец, тоа никако. Христијанинот живее богоугоден живот, го исполнува законот Христов со помош на Светиот Дух. Законот Христов е закон на љубовта, закон на духот. Тој закон го надминува Мојсеевиот закон. Законот Мојсеев и законот Христов се два различни закона. Човек може да биде во законот Христов или во законот Мојсеев. Ако сме во законот Мојсеев, тогаш сме ограничени во нашите постапки. Не смееш да го правиш ова, не смееш да го правиш она. Воспротивно следува казна. Така било во времето на законот кај Израелот. Така и сега во државните закони на секоја држава во светот. Сите тие закони се базираат на Мојсеевиот закон. Ако некој е криминалец, се фаќа и се става во затвор. Зошто? Затоа што тој човек е опасен за општеството, за останатите луѓе. Тие луѓе мора да се ограничат во затворот, во затворен простор, затоа што тие самите не можат себе да се ограничат со своите постапки. Немаат само контрол. И за тоа што немаат само контрола, некој друг мора да ги контролира. И само таму се принудени да мируваат и да бидат безопасни. Кога се во затвор, изгледаат добри, но ако ги пуштат надвор, веднаш ќе го покажат својот лош карактер. Затоа Бог им го дал законот на евреите, за да ги заузде, да ги ограничи, бидејќи тие биле многу тврдоглави и склони кон грешење. А слободата што ја дава Христос на своите следбеници не е да правиме зло, но да правиме добро. И тоа не го правиме принудно со надворешен закон, туку доброволно, во склад со внатрешен закон кој излегува од новото срце, наново роденото срце. Тоа значи да живееме во Христовата слобода,
за слава на Бога. Еве јас, Павле, ви велам, ако се обрезувате, Христос ништо нема да ви помогне. Апостол Павле не го напаѓа обрезањето како обрезание, не вели дека е штетно, тоа само по себе не е штетно, туку е дури корисно од хигиенска гледна точка и од медицинска гледна точка. Дури и како ритуал не го напаѓа. Во една прилика тој дури го обрезал Тимотеј, бидејќи Тимотеј не бил чист евреин, туку од мајка еврејка и татко грк. А евреите нема да сакале да им се проповеда евангелието од таков необрезан човек. И затоа Павле го направил тоа. Павле го напаѓа обрезањето како услов за спасение, а јудејците баш тоа го тврделе. Ако не се обрезете, според укажувањето Мојсеево, не можете да се спасите. Дела апостолски 15:1. Тоа е важна наука. Еве јас, Павле, ви велам, ако се обрезувате, Христос ништо нема да ви помогне. Павле се повикува на својот апостолски авторитет. Тој бил евреин, учител по законот, бил обрезан според законот, бил горд на своето потекло, на традицијата, пред да се обрати. Но сега вели дека обрезањето не вреди ништо во поглед на спасението. Еве јас, Павле, ви велам. Јас го примив Евангелието не од човек, туку директно од Господ Исус Христос. Тоа го објаснува во Галатјаните 1 глава. Ако мислите дека обрезањето ќе ве спаси, тогаш Христос ништо нема да ви помогне. Обрезањето било знак во Стариот Завет, знак дека некој е во Мојсеевиот закон. Кога ќе поверуваме во Христа, на наша сметка се препишува целото богатство Христово. А јудејците сакале да ги уверат галатјаните дека нешто им фали откако поверувале во Христос. За да бидат многу поддуховни, требало да го држат Мојсеевиот закон, да се обрезат, да пазат на чисто и нечисто јадење, да пазат на саботата и така натаму. Но Павле учи дека законот ништо не може да ни додаде, зашто во Христос имаме се, целото совршенство. Законот не само што не може ништо да ни додаде, туку и не враќа назад во долгови. И тоа во долг што не може никогаш да го исплатиме. Значи ни го краде Христовото богатство. Ако поверуваме во Христа и го уфрлиме законот, тоа е како да сме уфрлиле крадец во нашиот живот. Затоа Павле вели, ако се обрезувате, Христос ништо нема да ви помогне. Со други зборови, ако го уфрлиме законот посте Голгота, ја рушиме Голгота. Како да не важи за нас таа. Тоа значи дека Евангелието не е доволно, не е комплетно, туку ни е потребно помош од законот, а тоа е лага. Ако бараме помош од законот, тогаш не дозволуваме Светиот Дух да работи во нас и го отфрламе новото создание за кое пишува Павле во Галатјаните 6:15. Павле вели, преку законот умрев за законот, и за да живеам за Бога се распнав со Христа, и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Галатјаните 2:19. За да може Христос да живее во нас, потребно е да сме умрени за законот. Воскреснатиот Христос може да живее во нас само ако сме ослободени од законот. Да се вратиме на законот, значи да го оставиме изворот на живата вода и да се надеваме на нашето тело. Имаме два избора, или законот, или Христос. Или очекуваме спасение преку законот, или преку Христос. Не може да се надеваме и на едното, и на другото. Или се спасуваме по благодат, или по дела. Тоа Павле го вели во Римјаните 11:6. Кога е по благодат, не е по дела. Оти благодата веќе не би била благодат. Ако пак е
по дела тоа веќе не е благодат. Или едното, или другото. Едното го исклучува другото. Не може и двете заедно. Или Христос, или закон. Или е слобода, или е робство. Не може и двете заедно. Еве уште една потврда за тоа од Павле Римјаните 9, 3 до 32. Што да речеме пак? Јазичниците кои не бара оправдание, добија оправдание преку верата, а Израелот кој бараше закон на правдата, не достигна до законот на правдата. Зошто? Затоа дека бараше не од верата, а од делата на законот. Оти се сопна од каменот за сопнување. А каменот за сопнување е Христос. Евреите се трудиле да добијат правда преку законот, но не успеале во тоа. Незнабожците не се трудиле, не барале, па сепак добиле со едноставна вера во Христа. Евреите јако барале, не добиле. Не добиле затоа што се сопнале од каменот, а тоа е Христос. Затоа што се соблазниле од него и го отфрлиле. Не може и законот и Христос. Апостол Павле вели: не ја отврлам благодатта Божија. Оти ако правдата доаѓа преку законот, тогаш Христос залудно умрал. Галатјаните 2:21. Оние што сака да се опредат преку законот, го отфрлат Христос. Штом го отфрлат Христос, тогаш тој не може ништо да ни помогне. Исто така, ако се надеваме на Христос 99%, а само 1% се надеваме на себе, тогаш Христос не може ништо да ни помогне. Се е по благодат. Ништо не е по заслуга. Ако негираме дека не е се по благодат, тогаш сме прифатиле лажна наука. Од лажната наука произлегува: прво, Христос не може ништо да ни помогне. Второ, ако се надеваме на законот, должни сме целиот закон да го држиме, а не само обрезанието. А му сведочам пак на секој човек кој што се обрезува дека тој е должен да го извршува целиот закон. Галатјаните 5:3. Ако сакаме да живееме по законот, тогаш мора да го извршуваме целиот закон и тоа совршено. Не може да го држиме само она што ни одговара, а тоа што не ни одговара да не го држиме. Апостол Јаков вели, Јаков 2:10, кој го пази целиот закон, а сгреши само во едно, виновен ќе биде за се. Не може да се оправдаме ако го исполнуваме 90% законот, а 10% не го исполнуваме. Или 100%, или ништо. Законот бара совршена послушност, а за секој прекршок пропишено е санкција, казна. За една мала грешка следува вечна осуда. А кој е во можност да го исполни законот 100%? Никој, освен Христос. Он го исполни законот 100% и затоа тој може да биде наш спасител. Трета последица од лажната наука е: вие што посакавте да се оправдувате со законот, го изгубивте Христа, отпаднавте од благодат. Тука не се зборува за сигурноста на спасението, туку за контраст на законот и благодат. За тоа дека овие две работи не може да се мешат. Не може и едното и другото. Или едното, или другото. Оној што се обидува да се оправда со законот, го губи Христа и се откажува од спасението по благодат. Галатјаните биле верни, спасени, па потоа заведени. Затоа Павле ги нарекува браќа. Им го напишал ова послание за да им укаже на грешките. Тие не отпаднале од оправданието по благодат, туку од посветувањето по благодат. Не можеме духовно да напредуваме ако бидеме заведени во погрешен правец во нашиот христијански живот. Ако се покориме на Евангелието, на Светиот Дух,
тогаш ќе бидеме благословени. Како што читаме во 2 Коринтијани 9:8. А Бог е силен да умножи во вас секаква благодат. Та имајќи секогаш доволно се, да бидете од се срце дарежливи во секое добро дело. Бог е силен да умножи во вас секаква благодат. Ќе бидеме благословени ако стоиме во Евангелието. Стоите така во слободата. Фала на Бога што Христос не ослободи од казната и од робувањето на законот и од барањето на законот. Сето тоа Христос го исполни за нас. Ние можеме да изгубиме внатрешната слобода. Ако ја изгубиме, тогаш ќе немаме мир и ќе немаме радост. Во посланието до евреите има една опомена до верните, гледајќи да не би некој да се лиши од Божјата благодат. Да не би некој гошкив корен што изникне да направи штета и преку него да се осквернат мнозина. Евреите 12:15. Таму каде нема благодат, таму цвета гревот. Апостол Петар вели дека верните треба да напредуваат во благодатта и во познавањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. 2 Петрова 3:18. Се што правиме за Господ Исус Христос треба да биде од љубов. И тоа треба да биде дело на Божјата благодат преку Светиот Дух. И Бог тоа го очекува од нас и го цени. Ако ние направиме еден чекор со љубов кон Бога, Бог ќе направи 2 чекора, како таткото кон изгубениот син. Каде да пишува дека Павле патувал да го проповеда Евангелието, пишува дека и ѓаволот работел и праќал своји слуги по него. Тој намерувал, се борел против тоа на различни начини, при тоа ги користил безбожните луѓе и религиозните луѓе. Прво користил надворешна борба со прогонство, со закани, со затвори, со тепање и така натаму. Целта му била да го спречи ширењето на христијанството. Целта била една, а тактиката различна. Кога не успел во надворешен напад, преминал на лукав, и тоа полукав и по-подмолен начин. А тоа е напад однатре, внатре во црквата која брзо се ширела. Се обидел да уфрли лажно евангелие и лажно христијанство. И денеска го прави тоа. И ако верните не се свесни за тоа, може да бидат збунети и измамени. И многу луѓе денес се измамени и се жртви на лагата. Нивните умови се заслепени и срцата затворени за вистината. Но Бог го благословил трудот на апостолите и многу незнаборци се обратиле. Поверувале во Христа и станале дел од духовното тело Христово, црквата. А многу евреи во почетокот на христијанството гледале како на една јудејска еврејска секта. Тие не можеле ни да помислат дека црквата може да постои без јудејство. Тоест, мислеле дека незнаборците кои поверувале за да влезат во црквата ќе треба да станат евреи. Така си мислеле тие. Тие не можеле да го сватат спасењето на незнаборците без влегување во јудејството. Така во црквата се појавиле евреи кои сакале да ја стопират работата на апостол Павле. На нив неговото учење им изгледало многу радикално, многу реформаторски и опасно за нивните еврејски обичаи и традиции. Затоа на благодатта сакале да го додадат и законот, тоест обратените незнаборци да станат јудејци. Проблемот не бил во спасењето на незнаборците, тоа не бил проблем
бидејќи спасењето на незнаборците било предскажано од пророците многу одамна во Стариот Завет. Еве, например, на Авраам Бог му вели: во тебе ќе бидат благословени сите народи. Галатјаните 3:8 и 1 Мојсеја 12:3. Евреите знаеле дека и незнаборците ќе се спасат, но прашањето било како ќе се спасат. Дали ќе треба прво да го прифатат еврејството за да се спасат? Дали само по милост или по милост и плюс Мојсеевиот закон? Дали спасењето е по милост или по милост и плюс дела? Дали, прашањето било. Спасењето е апсолутно по милост, со вера во довршеното дело на Исус Христос. Тоа грешниот човек не сака да го прифати. А довршеното дело на Христос е сршта на христијанството и на Евангелието. Науката за спасењето мора да биде кристално јасна и недвосмислена. Ако погрешиме во некои споредни работи кои не се битни за спасење, како што е, например, крштението, Господната вечера, колку пати да биде годишно, во раководството на црквата има разни деноминации во христијанството и друго, нема да биде страшно ако сгрешиме нешто во тоа. Но ако погрешиме во науката за спасење, тогаш ќе се доведеме во заблуда и ние и другите околу нас. Може да бидеме жртва на лажна наука и лажен пат за спасение. Апостол Петар вели: а во народот имаше и лажни пророци, како што и меѓу вас ќе има лажни учители, кои што ќе внесат погубни ереси. 2 Петрова 2:1. Значи имало и ќе има лажни учители, кои се слуги на сатаната и сакаат да внесат погубни ереси во црквата, со цел да не се спасуваат луѓето. Во овој случај, во Галатија било спасение по милост и плюс дела. Тие сакале да им го наметнат обрезанието и Мојсеевиот закон на благодатта. Така ја рушиле и благодатта и законот. Апостол Павле, кој порано бил непријател на црквата и ревносен фарисеј, им напишал: стоите така во слободата со која Христос ве ослободи. Бил фарисеј, но бил ослободен, откако узнавме дека човекот се оправда не преку делата од законот, туку само преку верата во Исуса Христа, и ние поверувавме во Христа Исуса за да се оправдаме преку верата во Христа, а не преку делата од законот. Оти преку делата од законот нема да се оправда ни една плот, вели апостол Павле, Галатјани 3:2-16. Кристално јасно ни кажува Павле како можеме да се спасиме и оправдаме пред Бога. Само преку вера, без закон. И пак повторува во Галатјаните 3:11-12, а дека преку законот никој не се оправдува пред Бога, се знае оти праведниот ќе живее преку верата. А законот не е од верата, вели понатаму. Законот не е од верата. Законот и верата не одат заедно. Тие се два спротивни пола. Тие две работи не треба да се мешаат. Зашто во Христос Исус ниту обрезањето има сила, ниту необрезањето, туку верата која што действува преку љубовта. Пише во Галатјаните 5:6. Тоа за Павле не било никаков проблем. Тој го разбирал тоа сосем јасно, кога го осветлила Христовата светлина, посилно од сончевата светлина на патот за Дамаск. Бил спасен и просветлен директно од самиот Христос и ја разбрал Божјата благодат. За лажните учители вели: оние што сакат да се фалат по тело, тие ве принудуваат да се обрезувате, само за да не бидат гонети поради крстот Христов. Оти и оние што се обрезуваат, сами не го пазат законот, а сакаат вие да се обрезувате за да се пофалат со вашето тело, а мене
да не ми даде Господ да се фалам со нешто друго, освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого за мене светот е распнат, а и јас за светот. Зашто во Исус Христос ниту обрезанието има некаква сила, ниту необрезанието, туку новата твар. Галатјаните 6, 12 до 15. Легалистите не го проповедаат правото Евангелие. Тие проповедаат само церемонии, ритуали и затоа не биле прогонувани. На законот, ни законот, ни ритуалите, ни церемониите немаат никаква врска со спасението. Никој никогаш не се спасил преку законот. Тој е даден за да покаже колку се грешни луѓето и да ги осуди. Кога Павле и Варнава се вратиле од првото мисионерско патување, пишува: штом пристигнаа ја собраа црквата, тие прикажуваа за се што направил Бог со нив и како и тоа дека Он ја отворил вратата на верата и за јазичниците. Дела 14:27. Има само една врата на верата, како за евреите, така и за јазичниците. Таа врата ја отвара Бог. Има само еден пат за спасение, Божјата благодат, која се прима преку вера. Непријателите на вистината зборувале: ако не се обрезате според укажувањето Мојсеево, не може да се спасите. На прв поглед изгледа многу наивно, но не е така. Павле вели: а му сведочам пак на секој човек кој што се обрезува, дека тој е должен да го извршува целиот закон. Ако било прифатена ова заблуда, спасението преку законот, тогаш тоа би било напад на Божјата благодат, омаловажување на Христовата жртва или откажување од Христа. Верните би ја изгубиле слободата што им ја дава Христос, ќе немаат мир во себе, ќе паднат во очај и под осуда. Пред да дојде верата, ние бевме под стража на законот, вели Павле, во Галатјаните 3, 23 и 24. Законот беше за нас воспитач во Христа, за да се оправдаме преку верата. Не може од стражарот и од воспитувачот да си правиме спасител. За ова прашање, спасение по закон или само по милост, Павле и Варнава отишле во Иерусалим да го решаат прашањето заедно со другите апостоли и старешини што биле таму. Кога дојдоа во Иерусалим, читаме во Дела апостолски, ги примеа црквата, апостолите и старешините и рекоа се што направил со нив Бог и како ја отвори вратата на верата и за јазичниците. Тоа било долго сведочанство. Во детали изнесувале каде биле, што биле, како направиле. Но најважно се е како Бог ја отворил вратата на верата и за јазичниците. Со тоа потврдува дека спасението е по милост и Божја дело, а не човечко. Непријателите на вистината, они од фарисејската ерес, се спротивставиле, настанало расправија. Потоа зборувал апостол Петар, потоа Павле и Варнава и на крај Јаков, братот Господов, кој во тоа време бил старешина на Иерусалимската црква. Пишува Галатјаните 19, 1.19 и 2.9. Сите биле сложни во тоа дека спасението е единствено по милост, без дела на закон. Сега за на крај, сакам да го прочитам говорот на апостол Петар на тоа собрание. По долго расправање стана Петар. Им рече: луѓе браќи, вие знаете дека Бог од првите дни ме избра мене, меѓу вас јазичниците од мојата уста да го чујат словото евангелско и да поверуваат. И Бог кој ги познава срцата
им посведочи, им даде Дух Свети, како и нам. И не правики никаква разлика меѓу нив и нас, ги очисти со верата на нивните срца. Сега пак, зошто го искушавате Бога, ставајќи им на вратот на учениците јарем, што не можеа да го поднесат ни нашите татковци, ниту ние. Но, продолжува понатам, но ние веруваме дека ќе се спасиме со благодатта на Исуса Христа, како и тие. Дела апостолски 15, 7 до 11. Што заклучуваме од тука? Да им се наметнува законот на учениците како устав за спасение, представува искушување на Бога и ставање тежок јаран, кој што никој не може да го поднесе. Со други зборови Петар вели: ако никој од нас евреите не можеше да се спаси со држање на законот, тогаш зошто сакате тој тежок јарен да им го наметнете и на јазичниците? Всушност, Бог никогаш не го дал законот за да би се спасил некој со негова помош. Затоа тие што учат дека тие го искушуваат Бога, а тоа не е мала работа да го искушуваш Бога. Да се стават верните под законот значи да се стават под осуда, да се стават во очај, да се стават под гората Синај, која грми и ги суди грешните. Законот е даден да казнува и да убие. Ако е спасението преку делата на законот, тогаш не е преку верата во Христос. А кој може да се спаси преку законот? Никој. Затоа што сите сгрешија и се лишени од славата Божја, вели апостол Павле во Римјаните 3:23-24, но ќе се оправдаат преку дар со Божјата благодат, преку откупот во Христа Исус. Нека Бог да излее својата милост над нас, да ни помогне да ја видиме славата на Исуса Христа, да сватиме дека ние не можеме ништо да направиме за нашето спасение. Се што треба да направиме е да видиме дека Христос направил се за нас и наместо нас. Да го прифатиме Него, затоа што Тој е нашата правда, Тој е нашата светост, нашето спасение, Тој е нашето се. Услов за спасение е верата, а делата се резултат на спасението. Тоа е прекрасна слобода што ни ја дава Господ. Да стоиме во таа слобода и да не дозволуваме лажните учители да ни измамат и да не ја одземат, да ни наметнат било каков тук и јарем. Ние го имаме Христовиот јарем, а Христовиот јарем каков е? Благ и бремето му е лесно, вели Господ Исус Христос во Матеј 11:30. Слава да биде на нашиот Господ и Спасител Исус Христос сега и во вечни времења. Амин. Ќе станеме да му благодариме на Бога. Господи, Татко наш небесен, колку многу имаш да ни кажеш, колку силно е Твоето Слово, колку јасно зборуваат Твоите апостоли. Кристално јасно запишале и кажале како може да се спасиме. Се преку благодат, се од Тебе направено, Господи. Наше е само да поверуваме. А и верата ни е дар од Тебе. Фала Ти, Господи, за се. Слава нека биде на Тебе. Ти благодариме од срце и Те молиме, води ни понатамо во името на Исус. Амен. Последната песна за ова богослужба е песната 314.
Песната 314. Со смиреност и восчет гледам во тој извор на милоста и вест на мирот милно слушам, што сега се разгласува. Крстот ми покри гревот и крвта ме очисти. На Бога верно ќе служам, на Исуса јас се надевам. Целата песна.
и крста очистки. На Бога ке служам, на Исус јас се надевам. Сега децата се наред. Благодарете за себе, зашто тоа е Божја воља за вас, во Христа Исуса, прво со умците веко со правда. Браво, деца. И благодараме на децата. Информациите се дека имате молитвен час во среда во 17 часот, наредната недела пак во 10 часот. И ако има уште нешто, бразот Ѓорѓи ќе каже. Јас сакам да дадам известување на 6 мај, некој во петко се одржа светски молитвен ден за сите цркви во светот и се собира парични средства за црквата во Нигерија. Тој не беше присутен на молитвен ден, а сакам да дадам. Нека ги саве во некој лишче за доидната недела и ме вишил да ги даде на мене и на Любинка и за да направиме помош за тие цркви во Нигерија. Тие се за нас цела Македонија, може би и другите цркви во Србија и во светот. Важно, кој сака да даде помош, нека даде таа недела, до недела. Толку. Мислам дека имаш предлог една Песната песна. е предвидена само за Нигерија. Песна број 390.
Еден ден ние не ќе бидеме сами, но Исус Бог наш ќе ни биде сум сиромах уште, јас имам тако и небесен дом, имам и хака, Бог горец од злате, и круна има на небото, бив и творец на високо граде, кај нема старост, нема ниту смрт. Еден ден ние не ќе бидеме сами, но Исус Бог ќе ни биде. Ова особено се однесува за верните во Нигерија. Тие се многу сиромашни, но многу пострадаа минатата година од радикалните исламисти и лјадници. Верни беа убиени, цркви запалени, домови уништени. Господ нека ги благослови нив и сите нас. Амин.